Еве сме тука некаде во последната работна недела од оваа 2022 година, но некако повторно имаме жешка тема. Времето секако не е пречка да се случуваат инциденти како што е оној застојот вчера на граничниот премер Табановци. Синоќа всушност имаше повеќе часовен застој на граничниот премин Табановци, а причината беше акција на Министерството за внатрешни работи и основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Од Министерството за внатрешни работи нема многу податоци, но за Телма телевизија е потврдено. На граничниот премин Табановци од страна на полицијата во картонска кутија пронајдени се денари, евра, швајцарски франци, американски долари и турски лири. Чии се, кој ги ставил во кутијата и зошто? Била една или имало повеќе кутии? Како да се спасиме од овие картонски кутии? Дали ќе има виновници или повторно ќе има само дело? Не се знае дали оваа акција на Министерството за внатрешни работи на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е завршена или ќе продолжи во други државни институции каде што има картонски кутии. Тука секако ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, задолжително Facebook Црвена линија е профилот и секако профилот на телевизија Телма, каде што можете да лајкнувате, шернувате и коментирате. Но можеби што е најважно, заследете незадолжително на Instagram, профилот е секако Црвена линија, каде што можете и денес активно да заземете учество во анкетното прашање кое што го поставивме за Instagram-джи. Прашуваме, има ли кутии на другите гранични премини? Одговарате со да или не. Резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. А Црвена линија, сите вас кои што ќе се вклучите денес на оваа тема, ќе ве праша, можеше ли акцијата да се изведе без да чекаат луѓето со часови на граничниот премин? Тука секако ќе ги охрабриме и оние гледачи кои што можеби вчера вечер се најдоа на Табановци, беа дел од оние колони кои што на ниски температури беа приморани да чекаат долги часови. Како и да е, телефонскиот број до нас е, се знае, 02-307-0005. Задолжително, кога ќе ве вклучат во режија, намалете го тонот на ТВ приемникот и да зборуваме преку слушалка. А за да се загрееме, стартуваме со прилогот на нашиот колега Миомир Серафимовиќ. Цела полициска смена е уапсена на Табановци. Подкупот го земале пооднапред утврден тарифник. Официјалните информации се скромни. Министерот Спасовски соопшти дека од неговиот ресор се уапсени командирот и заменик командирот на преминот Табановци, раководителот на смената и уште 6 гранични полицајци. Се товарат за злоупотреба на службена положба и за подкуп. При вчерашните претреси во работните простори и во домовите на уапсените најдени се и пари и други докази. Според информациите кои ги доби Телма од извори во граничните институции, полицајците имале тарифник во зависност од услугата, наплаќале меѓу 5 и 100 евра. Наплаќале за пуштање преку ред кога имало колони на преминот. По 50 евра наплаќале на возачи кои во попладневните и ноќните часови доаѓале на граница без зелен картон, а со митото биле пропуштани на граница. Имало дури и тарифа за граѓаните кои доаѓале од Британија со автомобили во кои воланот е од десна страна. Наместо да ги препратат на царина, за да го пријават автомобилот и добијат соодветни документи, полицајците за 100 евра ги пропуштале. Како што веќе објави Телма, парите од митото се најдени во кутија внатре во полициската станица. Тоа било бункерот каде полицајците ги носеле добиените пари. На шалтер, кога земале мито, го криеле во кутии од цигари, кои потоа ги фрлеле во бункерот и на крајот на смената го делеле пленот. Освен полицајците и нивните непосредни шефови, одговорноста засега не пробила во повисоките редови надвор од преминот Табановци. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека акцијата продолжува и дека обвинителството ја води истрагата. Пред 2 недели на Блаце беа оапсени двајца полицајци, кои, како што објави Код вчера, го пропуштиле албанскиот државјанин Сокол Бибај, иако по него имало распишано потерница затоа што имал лажен македонски пасош со украден идентитет. Полицајците го задржале Бибај 4 часа и го пуштиле, а на преминот според Спасовски во исто време биле и заменик началникот на регионалниот центар Север на граничната полиција, како и командирот на станицата Блаце. Уапсени се само двајцата полицајци, а повисоките структури засега не се опфатени со оваа истрага која се уште отворена. И двата случаи се одигруваат на северната граница.
Време е да стартуваме со вас. Еве ги охрабрувам и оние кои што можеби се најдоа вчера вечер на Табановце, секако да се јават и да ни доловат каква била атмосферата. Што се однесува до првиот гледач, ќе го вклучиме веднаш и да видиме што ќе каже гледачот. Добро вечер ќе речам. Да, добро вечер, добар ден. Добар ден. Поздрав до тебе, Тино, и до телевизија Телма. Јас ова тема ја очекував затоа што јас ви кажав, јас работев 30 години во полиција. Милиција, полиција, 15 во бивши суд, 15 во овој систем. Како да се спасиме тогаш од картонскиве кутии? Овие картонски кутии ќе се спасиме кога? Јас кажувам и ќе кажувам. Не полицајецот само крив. Началникот, инспекторот, главни инспектор, самостојно, јас ви ги редам сите кои се таму битни. Кога тие ќе ги спречиме, тоаш полицајецот се спречи. Затоа што полицајецот и командирот и заменикот и инспекторот и началникот се работуваат во делење на пленот. Затоа јас би го поздравил Министерството на вътрешни работи, директорот на Бирот за безбедност. Сега да ме прашам, можеше ли акцијата да се изведе без да се создадат такви колони? Не, намерно е направено то. Да ви кажам сега, намерно се прави таква акција каде што треба да се види што работеле тие полицајци без разлика, ако се македонски. Барем срамота како јадат. Ова е срамота за цела Македонија и ние што сме работеле не посрамија. Затоа јас ќе го поздравам директорот на Бирото за безбедност Сашо Тасевски подхитно да ги преземи сите овластувања и да ги суспендира и командирите и началниците на сите премини на границите. Ви благодарам многу. Благодарам многу. Ајде да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден или добро вечер. Ало, добар ден. Јас би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушам. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте повелете. Пазете, таман мисле дека времето кога се глупира од ОЈО, на начинот со кој ги апсеа, да кажам, полицајци, да оно пат се случи повторна глупост. Видите, ја не навегувам од требало или не требало, него начинот на кој изврши акцијата. Мораше ли да се бламира вчера да го затворат граничниот прелаз? Ако веќе каква е таа акција, вие одите да апсите некога и да ги барете доказите за време на смена, ако вие некого треба да го апсите, имате список, тоа треба да го направите по тајно, да не речем, не мораше никој да дознае за оваа работа. Или едноставно што доби службата или што доби државата, со тоа што, пазете, ние вчера фативме смена, Табановце, ај нека удрат на блаце да ги прашаме и на ќапата на кој смеат. Или кој што спомна Миомир, зошто началникот е поштеден за случајот Блаце? Па он бил таму. Кај бил он како началник да командуе тоа лице веднаш да се задржи да се врзе? Знаете, мислам дека едноставно премногу се направија во минатото, или до кога ќе се бават со ситните риби ме интересира во оваа држава. Нема што да прават, али оди уапси ги полицајците. А каде беа кога треба да ги селекцираат тие полицајци за прием? Ајде, кажете ми, дали мислите дека има и други картонски кутии на другите гранични? Ај нека влезат во судот ако може да ги прашам за картонските кутии да ги видат. Или во обвинителството за картонските кутии. Како се одредуваат притворите да видиме и на кого му се дава притвори. Ке потсетам, внимавајте на времето, но тоа не значи дека треба да ве сопре повторно да се јавите во црвена линија и да искористите нови 90 секунди. Ако имаме гледач, ви даваме вам предност. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Во програма сум добро. Значи, како да се спаси од картонски кутии, па сегде ги има тие картонски кутии, само не знам за кого важат тие картонски кутии. Немам појма за кого. Ние колку пати сме како обични граѓани сме праќале граница, за кого важат, дали тоа се камионџи, автобуси, за кого, за комбиња, луѓе, значи Вие не сте имале искуство да ви биде побарано мито или да треба нешто? Не бе, како да ви биде, како искуство, не да Божете. Ги го привиш одма. А смитате ли дека можеше акцијата да се изведе без да се Зошто да се изведе потајно, зошто да се изведе потајно? Па, ајде сега да се најдеме. И сега, ево, ние сме програми сега да има земјотрес. И леле се што и се што да правиме. Мора сега да се види како ќе се чека, зошто да не се чека. Па тоа се прави криминал очигледно. Само што една друга работа на Блаце е сосема друга приказнава. Криминалците ослободени са жандари ги фаќаат, тие што ги пуштили или било кој друг. Фати се живе диво кога имале можда зашто ги пуштили? Зашто ги пуштили кој би ќе биле тие тамо?
А има ли начин да се спасиме од постоење на вакви Како картонски? да има начин овде? Нема, ние 21 година немаме начин ние да се спасиме од ништо. 30 години држава не се спасила, се знае кој било држава овде. Ајде, немојте секој ќе постои криминал, али треба да се прави редовна измена на граници, по 2 недели. Тај меша ги све. И да видиме, ќе ставе новини искуство. Цениме што се вклучивте во Црвена линија, сега го продолжете да не гледате, ако имате желба и повторно да се вклучите и тоа е дозволено. Ќе ве потсетам да кликнете и на tilma.com.mk и да се задржите на насловот каде што вели граничните полицајци на Табановци си имале и тарифник за услугите од 5 до 100 евра. Многу повеќе ќе ве потсетам на tilma.com.mk. Сега е време за вас. Добро вечер. Добро вечер. Па еве, дали сметате дека можеше да се избегнат застој колонија да се спроведе акцијата? Токму така, акцијата сигурно дека е можело да се спроведе без да има застој, без да има тие тркања, со коли, урлање, затоа што луѓето доаѓаат од западните земји изморени, измотретирани од патот. Сега кога дојдоа дома тука, не можат да влезат во собствената држава, затоа што полиците, сменоводителот, командирот и командирот на границата правеле рашомонијата, собирале пари во картонски кутии и во вреќи. Како можеме да се спасиме од постоење на картонски кутии? Вака, можеме да се спасиме само на еден начин. Кој што ќе се открие од тамо да излезе пред лицето на правдата и да си го добие заслуженото. Оној колегата негов утре кога ќе отиде тамо да работи, не ќе да смее да има картонски кутии и вреќи, нема да смее ни во джепот да стави пари. Сега за сега ситуацијата не е добра. Јас би сакал да се поправи ситуацијата. Имајте убав ден. Благодарам многу, имајте убав ден и ви. Ајде да видиме што мисли следниот гледач или можеби гледачка. Добро вечер. Добро вечер. Па еве, дали има картонски кутии според вас и на други гранични премини? Не. Тоа само таму кај патите, Царевичи. Таму се решава. А таму нема. Таму огромна куќа, таму. Што и ќе таму. По 50 евра зимам таму. Ова. Например, са ќерка и дете по Луксембург, 50 евра да замине граница. Ама тоа е пропазна, дето бе. Али, тоа нема да се одговореди од граница. Тоа ќе е така и така ќе биде. Ја представ дека тоа се организира и началники и полицајци, а може и курирот. Нема, тоа е пропазна държава. Тоа е срамота за државата. А можеше ли да се спроведе акцијата без да се создадат редици и колони? Да се спроведе акцијата? Нема кој да ја спроведе. Нема. Сите обркани нема. Кој да посекне се нема ништо тако. Тоа. Добро, благодарам многу и вам за јавувањето. Ке ме потсетам на Инстаграм за следете не и дадете го одговорот на денешното прашање. Има ли картонски кутии и на други гранични премини? Таму се одговара со да и не, а овде можете да ни дадете и поопширен одговор на нашите прашања. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, Црвена линија. Ало, Ве слушаме во програма, сте Црвена линија. не слушам, а? Да, повелете. Вака. Значи, црвени картонски кутии нема. На другите гранични премини. Да, нема. Него тие во джебовите си ги полнат. Значи, прво да разјасним една работа. На граничните премини и во Табановце, и во Ново село, и кај нас во Гевгелија, се тоа членови на СДС, поставени таму командри и замени командри. И тоа е договорено за кражбата што ќе се извршат, сите после да ја поделуват заеднички. Тоа се уште од поодамна се постои за време на ВМРО и за време на СДС.
И така сите тие што работеа на граница имаат и вили, кути и се живеат луксузно, раскошно. По овој случај мислите ли дека ќе има... Ќе ви дадам, почекајте малку, трпете се, ќе ви дадам точен одговор. Значи, одговорот е следен, бидејќи државата е во криминал целата, па пошто се ближаат избори воредни, за да може да спаси нешто од нивното владење, таа максимум ги ризикуваше овие полицајци сега, пошто од големиот високиот ешелон не можеше, овие ги ризикуваше, за да стекне еден дојам во јавноста во Македонија дека ете ова се бори против полиција, против криминал и така натаму. Инаку тоа е само за... Јас ќе подсетам 90 секунди е време трењето, но и ве охрабрувам повторно да го завртите бројот. Имаме 5 активни линии, што значи може и репете. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Нема спасување од картонски кутии, затоа што јас имам многу такво искуство уште во Југославија. Ја не памтам во Југославија има еден куп граници поминато, овој делов дека како да речем Грција, Турција, зборам не за европскиот. Значи, ја не знам да сме поминале без нешто да се остави. Значи, зборам ова уште Југославија, пошто многу сум патувала. Зборам еве за нашиве соседи овдека. Така да спас од овоа нема. Меѓутоа, не мораше да биде толку спектакуларно да се рече еве демек како се аптат, се прават луѓето, демек еве доаѓа правдата. Не е точно. Ова тие само замајување на народот. А иначе они ако сакаат, они сите ги знаат кои се, што се, како се. И сега да не биде од кај врвот, ќе почнеме од кај опачката, малку народот да го задоволиме дека нешто се работи, дека некој криминал ќе се сопре, нема шанса. Никој пут да застани понатака ќе продолжи. Тоа треба само нон-стоп на лице место. Секој пут земање, бркање од работа, фаќање, бркање и така некако ако може да се дојде до некој статус. Иначе, ја мислам, затоа што вчера, мене сега мислам дека позади ова има друга позадина, затоа што вчера се случуваше нешто во Косово што се случуваше и вниманието да се сврти малку, затоа што све се случува случајно наеднаш. Нема шанса да се сврти вниманието, се аптат. Секако намерно останете да не следите и понатаму, бидејќи ќе вклучиме и нов гледач. Слушате како реагират гледачите, па еве да слушнеме и нов став. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, црвена линија. Како да се спасиме од картонски кутии? Да, тоа е едно од многуте прашања. Од Гевгелија сум, има и пластични кутии. А и пластични кутии? Да, и пластични, има и кеси, најлонски, црни, бели, како и да е. Значи, она што го кажа предходните гледачи што го кажа, јас потполно ги поддржувам, само едно, не можам да разберам за време на таква акција, да вие, ако имате мало дете, јас сум веќе пензионер, 60 и кусур години, да треба да стоите на граница 4-5 сата, затоа што на министро, како и да е, како и се вика, не сакам ни името да му кажам, кој и да е, му текнало сега акција да прави на бел ден, па ќе тормозиме децата, од Швајцарија, од Србија или кај и да и македонските, да стојат на граница со сати, затоа што, предходно бе обезбеди си смена, направи промена на смена, тие затвори ги и како бе и луѓето оправдано реагира. Верувате ли дека тука ќе застане како изолиран случај акција или ќе се префрлат повеќе акции? Добро речеме предходната, ова е филм. 250 граѓани по 30.000 евра, по пасо со 6 милиона евра. И сега министерот, заменици тамо, не обичните полицајци китачка. Без сраме ова што се прави. И тоа мене ми е жал за деца, за вклучиња. Така, цениме многу што се вклучивте, па еве ќе ги охрабрам и оние кои што можеби синојка беа на граничниот премин Табановце затечени, ако се во можност да се вклучат во црвена линија и да го принесат своето искуство. Во меѓувреме вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, црвена линија. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Ке се спасиме ли од појава на картонски кутии? Слушнавме и пластични кутии, и кеси, и се. Па, додека има гранични премини, тешко да ќе се спасиме.
Може да се спасиме само доколку сме членка на Европска Унија, па да нема гранични премини, тогаш дефинитивно ќе се спасиме. Али не знам дали се сеќавате, пред неколку години имаше слични акции в акции на Ќапасан, граничниот премин со Албанија, али моје мислење, ова е само реакција од пред 2 дена што се случуваше на граничниот премин Блац со случајот Бибај, значи да не биде сега Блаце, ајде сега ќе биде Табановце, али се знае дека на секој граничен премин истото се случуваше и со Патарините, колку се сеќавате. Значи сегде има картонски кутии, кеси и така натаму. Сте имале ли лично вакво искуство? Лично искуство, значи сите тие што се таму инволвирани во криминалот, треба да се уапсат и да се изведат пред лицето на правдата. Али сегде кај што има гранични премини, значи сегде обично на Балканот, ми се случило на граничен премин Ќапасан, од албанска страна, цариник да ни побара кафе, па едни од патниците му понудија во термос кафе. Така, благодарам многу. Ако си пиете кафе додека гледате Црвена линија, нека ви биде сладко кафето, а ние се разбира само ќе побараме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Види, вака, оставете ми некоја минутка повеќе. 90 секунди, тоа е времето. Преги не ме дослушавте. Значи, видите, ова е максус од Оливер и Зоран Заев направена. Ова стратегија. За да има некоја жртва, за да стекнат дојам македонскиот народ дека ете Оливер Спасовски и Зоран Заев се грижат за Македонија. Не е точно. Тоа е само замајување, изигрување на полицијата. Инаку, секој полицаец сака и жеден е да биде на преминот, на граничниот премин. Значи, и без плата само да биде таму. Вие не знаете какви пари има, бе. Тоа се луѓе нивни на владеачката партија, која беше ВМРО, од ВМРО беа. Сега кој од ДДС, од ДДС. Но бидејќи да не се повторам, па со исто, тоа тече и понатаму ќе се тече. И они сега ќе гледаат се на овие ниските ешалони да направат нешто за да стекнат као демек добер во народот, пошто се ближат избори, бе, луѓе, разбирајте. Тоа е точно, бе, со факти ви кажувам. Абе, ја не сум од Средна Македонија, јас сум од Југо, знам. Па да видите вие, не само тоа, царинарините, полицајци, какви куќи имат. Тоа е огромни, брат, богатство. А тоа не се стекнало со работа, тоа е само со криминал. И затоа луѓето сака да се доискажат што знаат, ама вие многу ги прекатувате, не му давате време. И сега јас да гледам времето ми оди, како да ја продолжам. Толку, ајде. Секако не ве сакатуваме, времето е 90 секунди, што значи ве се вклучивте повторно, па и трет пат може. Значи не е забрането, барем додека трае Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер за нов гледач. Добро вечер, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Прво ќе почнам со граничите. Таму има одредена такса, одредена норма, таму е најплатеното работно место во државата и сите се борат да бидат таму. Таму си има своја тарифа, секој си има своја норма и секој си ја постигнува својата цел. Значи секој мора да заработи колку што му е тарифата во текот на денот. И тие не се срамат, не се апсолутно стидат дека работат таму, а премногу заработуваат од тие царински премини. Во однос на втората тема, ја не би ги тргнал кутиите, картоните. Би им дозволил да работат, но би им одредил место, само на тоа место да работат, да плаќаат данок за сметка на тоа, да не може да избегам никаде, како што во пазарите има тезга, званично да речеме, на нив ќе им остан со картоните, но да плаќаат. Е тога што ќе му кажеме, продавај, работи, но ќе плати за сето ова. Али, ако тоа се направи, сигурно дека и државата ќе има корист. Не само тој, а вака на некој начин му е конкуренција на оно кој продава легално, кој што плаќа сите давачки, а овој овдека на картончето седи, заработува, а ништо не дава на државата. Значи, фактички... Во картонски кутии се пронајдени парите. Па парите ќе ги најдете не во кутии, значи со извинение и во внатре.
Благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добро вечер за нов гледач. Добро вечер. Значи, слушнавме и дека нешто друго на истата Табановце, затоа што е пропуштен некој, не знам, со потерница албанец што го бараат, значи тоа е пропуштено тука да помине со фалсификуван македонски пасош. И сега како може тоа да се случи? Ај кажете ми, значи тоа сето да се случи, значи треба со нешто, кој збор да го кажам, да се подмачка, да се даде, да не биде многу со ароганција некоја, така да, значи тоа не може така да се случи. Сега кој го пуштил, зашто го пуштил, како го пуштил, кога има потерница и се. Па пазите, што работат тие на царина? Значи ова е злоупотреба на службена должност. Значи ти кога прави злоупотреба на службена должност, колку јас што знам и што сум работела 42 години, значи негде кам нешто, зборам за помалиот ешалон, негде кам нешто ќе те снајде, ќе те сменат било што како. Меѓутоа овдека никој ништо не одговара. Како може таков пропуст да се направи, а збориме овдека за кути и ред други работи. Пазите, значи ништо не се работи. Онда дајте ќе одиме во Европа, отворени граници и готово. Меѓутоа кај нас едно се сака, ама изгледа друго не се сака нарочно да се направи. Пазите, вие да имаме отворени граници. Добро, тоа нормално, све и свашта ќе иде и како ќе иде и што ќе иде, меѓутоа цариниците ќе не можат да заработуваат. И сега штом го фатиш ти, дали е цариник, дали е начелник, дали е кој, ама одмаз, значи, да го смениш од тоа работно место. Благодарам многу за јавувањето и еве ќе потсетиме од веста, ќе ве потсетам секако telma.com.mk, онаму каде што и ви посочив насловот е граничните полицајци на Табановце си имале и тарифник за услугите од 5 до 100 евра. Ќе ви прочитам кус дел. Тоа значи дека пред 2 недели на Блаце беа уапсени и двајца полицајци кои, како што објави КОТ, вчера го пропуштиле албанскиот државјанин Сокол Бибај, иако по него имало распишано потерница. За ова зборуваше гледачката пред малку. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Јас би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнам. Добро вечер. Добро вечер. Како да се спасиме од постоење на картонски, пластични кути? Дали ќе се спасиме, тоа ќе видиме, само ја нечум да ги бранам полицајците, они си со право, ова што го прават. Па кој ќе видат какви парламентарци, таму министри, директори, крадат од државата, па зашто они да не си земат? Зашто да не си земат? Затоа е, да речеме, наивна полицијата. Абе, бркајте ги овие министрите, премиерот. Имаме премиери што се фанати како бараат мито. Они се право полицајците. Која може еден никаков таму министер да краде по милиони евра, зашто они да не взимаат? Зашто? Работат по 24 сата. И сега ќе ги најдеме криви полицајците. Кривите тие таму првен министерот, началници на полиција ги фанаат со дрога 5 луѓе, тие полол па работат. Зошто ги кривиме полицајците? Треба да бидеме од нивната страна, да се освестат, да бркаат, а не тој таму се јавил, вој ми е брат, вој ми е внук, вој ми е брат, немој да го каснуете. Да се освести нашата полиција, а не она тутурутска полиција. Имаме ние стварно полиција, вредна полиција и искусна полиција. Само треба да ги бркаат тие криминалците првен од премиерот и председателот, па таму до последниот директор. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Одиме понатаму. Добро вечер за следниот гледач. Мало да се доискажам, само ќе го искористам правото. Видете, ја кажав пред, ја немам ништо против заработење. Но некогаш некои работи треба да се сработат подискретно, а да се објават. Дека ради тоа и тоа се... Вие ќе имате, и ја ви кажам дека ќе имаат сега проблем со докажување на делото. И знаете зашто? Не се најдени парите во нив. Еве кој тој судија што ќе го суди без парите во нив? Сакам да ми докаже некој. Биле у кутија од цигари. Не е моја. Има отит. Знаете, има полно работи. Меѓутоа, театарот што се прави, за да се замае јавноста, овие луѓе не ги сакаат главите на овие полицајци, ги сакаат главите на тие големите.
Они американците што дојдоа да бркат во Македонија, не дојдоа да ги бркаат полицајците што земат мито, зашто знаат дека тоа го има и во Америка. Ама они го ја бркаат високата корупција. Еве јавно ќе ви го поставам прашањето. Каде е предметот Маđar Телеком? Ајде, полицајци за 50 до 100 евра. Ве таму се работи со милиони корупција и тоа политичари. Кој го крие во филок кај судиите? Тоа сакам да ми го одговори тој што ја наредил акцијата. Каде е предметот Маđar Телеком? Зашто тој не добија разврска? Ама таму не сме да се чечка, зашто таму има коалицијска плячка, нема полициска. А за се останато може да се среди ова ниската корупција. Меѓутоа високата како ќе ја следиме? Таа ме интересира, високата. Интересно, благодарам за јавувањето и да видиме што ќе каже следниот гледач. Јас ќе подсетам, ги охрабрувам и оние кои што можеби вчера вечер се најдоа на граничниот премин Табановци, додека во тек беше акцијата. Добро вечер. Добро вечер ти, на поздрав до тебе и до редакцијата. Мислам дека се слушаме. Да, одлично ве слушаме, повелете. Така. Прво, лично искуство. Јас сум пензионер. До сега сум минал на сите гранични премини, освен Ќапатан и Деве Бајр, и не Деве Бајр, према Косово. Така? Ни еднаш не сум платил ни денар за вакво нешто. Слободно сум минувал, а сум минал, кој знае, ајде да речеме 100, 200, 300 пати сум минал. Без проблеми. Не сум плакал ништо, стварно. И аз сум слушал дека има вакви работи од пријатели и така натаму, и ова е за поздравување. Како ќе се чувствував ако бев во колоната? Сигурно непријатно, ама ако знам зошто е, тогаш ќе поздравувам оваа акција. А дајте да ставиме крај на овие мито, корупција и така натаму. Сега биле полицајци и не можело да се докаже. Може да се докаже. Од кај се тие пари, како се и што се. Мене ми е друго. Да се спречи ова, а како ќе се спречи? Треба обавезно постапка, презумпција на невиност, да, меѓутоа ако се докаже, а ќе се докаже, затвор и бакање од работа. Да видите како ќе се среди се. Ви благодарам за вниманието. Сега го големо благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Да не должа многу, нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Има ли картонски кутии, пластични кутии, кейси на другите гранични премини? Се има кај нас во Македонија, кога е хаос на секаде, кога имаме аболициран криминалец за премиер, дрпаат, крадат 20 милиарди евра, имаја буџет за овие 5-6 години, еден голабарник не изградија, а 20 милиарди евра ги потрошија. Вика за ВМРО, за Груевски Арамија, а всушност ни 1% не изградија тоа што Груевски ВМРО изградија кога беа во... Да ве прашам дали ви се случило и вас на гранични премини, доколку сте патувале да ви биде побарано нешто? До сега такво некој искуство. Да, сум имал искуство да заборе, одевме на манастир Свети Василий Острошки, албанец на албанско-црногорска граница побара, рече, дај вика нешто таму за кафе да пијам. И така му таму од групата им кажав како помагател на водач и му дадоја со цел да не пушти, да не мозатира, се брзавме за на манастир. Ама велам дека за кај нас Македонија со аболициран криминалец, со арамиска СДС и туи... Без навредливи зборови да не се активираме, молам, црвената линија. Кажете ми дали може да се искорени ваквата појава? Може да се искорени само ако има достојни македонци на власт, луѓе честни, а има такви доблесни, а не ови, нели, што од октоподот СДС што 30 години, 17 години ја краде и ја уништува Македонија. Со дуи заедно, терористи, заедно со терористи. Одиме со уште еден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ако може малку погласно. Добро вечер, поздрав до емисијата, поздрав до водителката. Поздрав и до вас. Сега ќе ова корупција никој не може да ја сопре. Затоа што се е корумпирано. Само ќе ви кажа пример летото во јули. Може, нели? На царина. Колона возила 20 км од македонска граница до српска. Царинарка зима нен пријател кој никој не знае што е, дали е шмарер,
го води, му прави патниско. Значи толку голема збуна стана. Значи Сими беше со две деца и тој се расправа, му веќе тргне колата. Значи царинарка прави пат за криминали за помине. И сега не тоа да кажува да се тргне, тој што му прави пат и му вика на Сими, сакаш ли да те задржиш на граница, сакаш ли да платиш казна? Кој е тој, јас не знам. Значи кај нас нема ништо не. Тие да ги фатат, те дојдат други. Кај нас треба закон, ако некој е царинар, ако е полицаец, ако прави криминал, значи додека е жив од неговото поколение на такво работно место да нема. Додека ние тоа не го направиме, ќе дојде син му, ќе дојде брат му, ќе дојде чичко. Значи кај нас не може никој да ја прави. Кога ќе патиш од криминал, пред сите крадат. Значи само обично народ се гледа. Ако на пример некој на царина направи злоупотреба, некој пријави право полиција, треба полиција одма да реагира на лице место. Значи да реагира одма да види кој. А сега јас ако пријавам на полиција не ме веруваат, па ќе рече ти лажеш, кој си ти тоа да го кажеш? Значи ние треба прво институциите немат поверение во нас. Така, благодарам многу, одиме со реклами. По рекламите да ги соопштиме уште и резултатите од Инстаграм анкетата. Има ли кутии и на другите гранични премини? На ова прашање со да одговорија 67% од оние кои што не следат и со не 33%. Заследете на Инстаграм и Фејсбук и Твитер, а утре во истото време повторно ќе бидеме заедно. Довидување.